Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е значењето на обновливите извори на енергија во Република Северна Македонија. За таа цел на денешната пресконференција е и господинот Тодор Ањушев, претседател на групацијата на обновливи извори на енергија во Стопанската комора на Македонија. И веднаш на почетокот ќе му дадам збор на господинот Ањушев. Повелете. Добар ден, почитувани медиуми. Поздрав до сите медиуми кои што ја следат оваа пресконференција и до нивните слушатели и гледачи. За време на пресконференцијата беше предвидено да има двајца говорници, но во моментов ќе бидам само ја присутен, ќе направам презентација, така да мислам дека најдобро да почнеме со презентацијата. Насловот на презентацијата е производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија и зошто се важни обновливите извори на енергија. Групацијата промовира и негува најдобри практики за реализирање на проекти кои ги изградуваат производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Се залага за одржливо искористување на ресурсите и реализација на проекти за заштита на животната средина. И во ситуација кога загадувањето е се поизразен проблем, се залага за замена на производството на електрична енергија од сврски и течни горива со производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Во Македонија до сега изградени се две термоелектрични централи кои што произведуваат на јаглен и имаат инсталирана мощност од 824 мегавати. Една термоелектрична централа која што произведува на мазут со инсталирана мощност од 210 мегавати. Три термоелектрични централи кои што произведуваат на газ со инсталирана мощност од 286 мегавати. 8 хидроелектрични централи со инсталирана мощност секоја поголема од 10 мегавати. Односно со вкупна инсталирана мощност 599 мегавати, 155 фотоволтаични електрични централи со инсталирана мощност од 34 мегавати, 103 мали хидроелектрични централи со инсталирана мощност од 112 мегавати, една ветерна електрична централа со инсталирана мощност од 36,8 мегавати, 3 биогасни електрични централи со инсталирана мощност од 7 мегавати. Односно вкупно изградени електрични централи во Република Северна Македонија се 276 со вкупно инсталирана мощност од 2069,21 мегавати. Интересно е да видиме колку од нив се обновливи, колку не се обновливи, односно процентуално како се застапени. 40% се термоелектрични централи кои што произведуваат на јаглен, 10% се термоелектрични централи кои произведуваат на мазут, 14% се термоелектрични централи кои произведуваат на газ, 27% се хидроелектрични централи, големи хидроелектрични централи, 2% се фотоволтаични електрични централи, 5% се мали хидроелектрични централи, 2% се на ветер и биогаз, овде пишува помалку од 0, односно се негде околу 0,4%. Со односот на обновливи и необновливи извори. Значи, вкупно од инсталираната мощност во Република Северна Македонија 64% се необновливи извори на електрична енергија, односно електрични централи кои што при производството на електрична енергија имаат емисија на CO2, а дека 36% од нив се од обновливи извори на електрична енергија. Со односот на државни и приватни инвестиции, ќе видиме дека 50% кои што се електрични централи кои што се необновливи извори на електрична енергија се државни, 14% од необновливи извори кои што немаат емисија на CO2 се приватни, 29% се обновливи државни и само 7% од вкупните инсталирани електрични централи во Македонија се приватни инвестиции, што е многу мала бројка. Со односот на производството на електрична енергија во Република Северна Македонија увезена. За 2020 година вкупно во Република Северна Македонија потрошено се 7018 гигават часови, од кои што 74 се домашно производство, а 26% се увоз на електрична енергија. Сега, како е производството на електрична енергија во Република Северна Македонија, односно вкупното производство, што видовме претходно колку изнесува, вкупно се произведени 5164 гигават часови, од нив 55% се произведени во термоелектрични централи на производство на јаглен, 21% се термоелектрични централи на производство на газ, 17% се обновливи извори на енергија за големи хидроелектрани,
4% се мали хидроелектрани, 2% се ветерна електрична енергија, пише овде 0% се од фотоволтаици, тоа се негде околу 0,5% и околу 1% се од ветерни електрични централи. Односно, вкупното производство на електрична енергија со односот помеѓу обновливи и необновливи извори е 25 спрема 75%. Јас се извинувам да дали при ними сега да баш многу добро. Дали го така да може че грешам нешто во бројките, но сликовите ги гледате и вие. Гледаме дека само 25% од произведената електрична енергија во Македонија од обновливи извори на енергија. Ова е ужасно мала бројка. За разлика ако направиме споредба со една Германија, каде што има можност 100% од вкупното производство на електрична енергија да биде од обновливи извори на енергија. Затоа ние треба сите заеднички да ги поддржиме обновливите извори на енергија и што повеќе да создадеме услови заеднички сите да ги изградиме да имаме што повеќе електрични централи со обновливи извори на енергија. Ако земеме вкупната потрошувачка, земеме дека 7.018 гигават часови за 2012 година во Република Северна Македонија, значи 55% од вкупната енергија е произведена во термоелектрични централи во Република Северна Македонија. 26% се извинувам е увоз и 18% добро проценти е од обновливи извори на електрична енергија. Ова кажува дека многу мал процент од вкупната производство на електрична енергија во Република Северна Македонија од обновливи извори на електрична енергија. Што би било кога ние би ги затвориме сите електрани кои што при производство на електрична енергија вршат емисија на CO2. Тоа што го прави сиот западен свет, тоа што многу држави во Европа до 2020 или до 2022 година имаат одручено да ги затворат сите нивни електрани кои што вршат емисија на CO2. Тоа се јаглен, газ и така натаму. Тоа значи дека ние во Македонија ги затвориме сите државни електрани кои што имаат емисија на CO2, да не можеме приватните, значи тоа се 15% постанат, 67% ние треба да правиме увоз на електрична енергија во Република Северна Македонија и само 18% од вкупното производство ќе биде од обновливи извори на електрична енергија. За таков увоз во Македонија потребни се 187 милиони евра годишно, тоа е некоја просечна сегашна пазарна цена за увоз на електрична енергија, државата да дава, за да можеме да го задоволиме да ги задоволиме потрошувачите на електрична енергија во Република Северна Македонија. Затоа сметаме дека во Македонија потребно да се поддржат и се изградат сите можни електрични централи кои што ќе работат, кои што ќе бидат на принцип на обновливи извори на електрична енергија и нивните придобивки се огромни. Значи не само тоа што ќе намалиме увозот на електрична енергија, сега ќе видиме и кои се нивните придобивки. Прво, еколошки објекти со минимално влијание на биодиверзитетот и нула емисија на CO2. Со моментално инсталирање на електричните централи на обновливи извори на енергија редуцирани се врши редукција, но се намали на емисијата за 418.204 тони на CO2 во Република Северна Македонија. Намален увоз на електрична енергија во Република Северна Македонија, намалување на загубите и подобрување на квалитетот на електроенергетскиот систем во дистрибутивниот систем, на елекtroенергетичната енергија во дистрибутивниот систем. Што значи ова? Ако ние немаме производство во дистрибутивната мрежа или увозуваме електрична енергија или произведуваме во големите електрични централи, таа мора да се трансформира прво на повисок напон, да се пренесе на повисок напон, па после пак да се трансформира на среден напон и на крај на нисок напон. Тука има огромни загуби, а додека со инсталација на дистрибутивните производители на електрична енергија на обновливи извори на енергија, тие загуби многу се намалуваат и се подобруваат квалитетот на електричната енергија во самиот дистрибутивен систем. Преработување на локалното население и можност за изградба на инфраструктурни објекти од уплатените средства страна на инвеститорот. Голем број на концесионери плаќаат еднократен надомес, тоа се работи за големи суми на средства, кои што тие средства одат во буџетот на Република Македонија и согласно законите треба да отидат и кај местното население, односно кај локалното население, каде ќе се инсталираат овие електрични централи и доколку тие средства би стигнале на право место кај што треба, во тој случај многу школи, многу градинки, многу главантики се изградат на тие места, инфраструктурни објекти и на тој начин би го намалило одливот на младите луѓе од тие неразвини места од нашата држава.
Задолжувањето на Република Северна Македонија при изградба на електрични централи е нула. И сите знаеме дека кога градиме големи електрични централи во Република Македонија, најчесто се работи за огромни објекти со голема финансиска сума, каде што најчесто ја обезбедуваме од кредити, од познати светски банки или пак од финансиски институции, и кои што позади нив гарант е државата, односно владата на Република Северна Македонија. И во овој случај, кога при изградба на вие електрични централи или нови извори на енергија, нема потреба државата да се задолжува и се изградат енергетски објекти. Државата нема да ја кошта ништо, туку посебно спротивно ќе земе за некои проекти дури зема и еднократни надомести или по инсталирана мощност финансиски надомести. Има сивен профит, сивен позитивен ефект врз економијата. Ја ќе ви дадам еден пример покасно. Со изгледа само на малите хидроелектрични централи во Република Македонија, колку е финансискиот бенефит на државата. И сите што градат се обично донатори, на локалните места кои се градат се донираат во школи, во градинки, во инфраструктура, во амбуланти, во верски објекти и така натаму. Примерот со малите хидроелектрични централи, што значи во Република Македонија кога се изградат 200 мали хидроелектрични централи. Видовме дека до сега се изградени 103, имаше студија државна кај што треба да се изградат помеѓу 350 и 400 мали хидроелектрични централи, па да земеме дека ние ќе се изградат 200 мали хидроелектрични централи. Во тој случај крупната инвестиција треба да биде некако околу 400 милиони евра. Од кои што 200 милиони евра одат во градежните фирми. Значи, со изградата на 200 мали хидроелektrани, сите градежни компании во Македонија ќе имаат обрт од 200 милиони евра. Работа за 200 милиони евра. Приватните српските домашните инвеститори, државата не се задолжува за изградба на електрични централи. Значи, сите инвеститори се или приватни, државни, домашни или странски, и што, како што видовме претходно, државата воопшто не се задолжува. Како еднократен надомес, државата ќе добие неколку десетици милиони евра, кои што треба да додат во локалното население, изградба на дистрибутивната мрежа. При секоја изградба на мала хидроелектрична централа и на друг објект извор на енергија мора да се реконструира дистрибутивната мрежа и обично таа инвестиција прават инвеститорите. Во Република Македонија од ние, да речеме, 120 милиони евра што стануваат, ќе отидат во фирми кои што произведуваат цевки, а има такви фирми во Македонија, или кои што произведуваат дел од електромашинската опрема за малите хидроелектрични централи. Во Македонија исто така има доста фирми кои што ги проектираат, или исто така од малите хидроелектрични централи 2% од купниот приход одат во државниот буџет, 1% одат заради користење на водата за производство на електрична енергија. Односно, ако направиме еден пресек, некако околу 350 милиони евра би влегле инвестиции во државата од изградбата на 200 мали хидроелектрични централи. Заклучок. Значи, групацијата на обновливи извори на енергија е партнер на државата и институциите кога станува збор за спроведување на регулативата. Се залагаме за доследно почитување на законите и регулативите како нивното напредување. Наша цел е во тесна заедна соработа со сите засегнати страни да подигнеме свеста за важност од вложување во производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, како и позитивни ефекти од овие проекти врз животот за средина на економијата. Се залагаме за што поголемо вложување на средства за означување на животната околина, односно силно подржување и потикнување активности и проекти за заштита и напредување на животната средина. Групацијата и компаниите во рамки на неа исто така силно вложуваат и ќе вложуваат во општествено одговорни проекти. Поддршка на заедници и граѓани, само силно ќе инвестираме во локалните еколошки проекти и со реализација на овие цели. Во следниот период ќе имаме уште поинтензивна соработка со институциите, невладените организации и граѓаните со крајна цел промоција на најдобрите практики во нашето работење и изгодување на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија. На крај, сите заеднички да го поддржиме производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Пред се за доброто на државата и годината на нашите деца, за свет без емисија на CO2 и метан. Ова го прави цел западен свет, сметаме дека и ние треба да го поддржиме тоа да име во таа насока во производството на електрична енергија. Ви благодарам за вниманието. Тоа е мојата презентација, така да ви остав повеќе време доколку имате прашања, повелете. Почитувани медиуми, доколку имате прашања на темата, повелете со ваши прашања.
Андреја, од Алцет, би сакала да прашам каде треба да биде фокусот на државата, односно каде највеќе треба да се инвестира за обновливите извори на енергија. Ги спомнавте дека мало е за сега вложувањето, што треба клучно да се превземе од страна на државата за да почнеме веќе конкретно да вложуваме во вакви избори, мајки во предвид дека веќе најавени се барем 2 фотоволтаични централи во Оспоме и меѓутоа и двете не се започнати да се изградуваат, иако едната требаше да биде завршена. Значи дали хоче државата во инвестирање во овие избори кои навистина ни се потребни, како сака да бидеме дел нели од Европската унија? Јас се извинувам, многу лошо ме слушав. Еве ќе пробам тоа што успеав да слушнам да ви одговорам. Значи, во Македонија имаме добра законска регулатива за градење на мали градење на нови извори енергија, електрични централи на нови извори енергија. Сметаме во законската регулатива не треба многу да има измени, треба само институциите, оние рокови кои што имаат за работа, за давање на решение на согласност така натаму да ги запазат. И потребно е да имаме подобра атмосфера од сите во државата, и од владата, и од инвеститорите, и од невладините организации, и од местното население, да сватиме дека тоа е нашата иднина и дека немаме ние друга иднина за производство на електрична енергија, освен обновливи извори енергија. И сите можни капацитети и можности за изградба на електрични централи од обновливи извори енергија мора да ги направиме. Ако сакаме да се приближиме кон бројката целокупното производство, да видовме дека сме многу дали, само 18% од електрични централи се работат на нови извори енергија без електрична енергија, да дојдеме до бројката која што ќе посетуваме сите, а тоа е еден ден целокупната електрична енергија да произведуваме од обновливи извори на електрична енергија. Колку на годишно ниво треба државата да двои од прилика, дали имате изанализирано од државниот буџет за да може да инвестира во вакво нешто? Значи, дали имаме таква една анализа, односно кој треба да биде залогот на државата за да можеме да ја постигнеме оваа цел која што ја говорим? Така, во обновливи извори енергија спаѓаат и големите хидроелектрични централи и обично државата ги прави големите хидроелектрични централи. Таква е, например, сега што ќе се направи, што има проект за изградба на Чебрен, и таа би требало да биде инвестиција негде, таа би требало изградната мощност да биде помеѓу 300 и 450 мегавати. Ја не знам точно колку ќе биде инвестицијата, но сите други помали електрични централи кои што работат на нови извори енергија, државата не треба ништо да вложи. Државата треба само да создаде услови да инвеститорите можат да ги направат, како што е во цел западен свет. Значи, државата сосем спротивно ќе земе средства поради концесијата, дали се работи за ветер, за вода и така натаму. Целата инвестиција ќе биде приватна и државата на крај само има бенефит од тоа економски, значи не треба никакви средства да вложи. Велите има добар закон за мали хидроцентрали. Ако има добар закон за мали хидроцентрали, зошто тогаш нема инвеститори кои што ги земаат овие места под концесија? Јас зборувам дека имаме добри закони за сите електрични централи на обновливи извори енергија. Ја не би ги двоил тука дали се мали хидроелектрани, дали е сонце, дали е ветар, дали е биогаз. Мислам дека се добри за сите. Малиот број е, бидејќи пак ќе кажам, конкретно ме прашате за малите хидроелектрични централи, бидејќи имаме голем отпор од некои невладени организации, и што искрено не можам да ги разберам зошто тој отпор воопшто го организираат. Исто така институциите треба побрзо да ги носат одлуките и решенијата, за да може да се изградат. Ние како земја имаме изградено до сега 103 мали хидроелектрани. Тоа не е некоја, да речеме, ниту мала, ниту голема бројка. Например, ја ви дам една споредба со Словенија, која што е многу слична на Република Северна Македонија, има изградено 588 мали хидроелектрани. Сите знаеме дека Словенија е прегласена за една од најеколошките земји во светот, и ако тие, значи, малите хидроелектрични централи представуваат опасност за биодиверзитетот и за екологијата, како тоа Словенија може да биде најеколошките земји, една од најеколошките земји во светот. Така да потребно е сите заеднички да разбереме дека тоа е нашата иднина, тоа е иднината на Република Северна Македонија, тоа е за доброто на нашите деца
и сите заеднички да ги изградиме сите овие електрични централи од обновливи извори на електрична енергија. Дали може би слабата искористеност на обновливите извори на енергија од страна на приватните инвеститори е поради ниските тарифи за откупна струја од страна на државата кои што ги дава или? Вака, значи, пак ќе кажам дека има интерес и од домашни инвеститори и од странски инвеститори да се градат електрични централи кои што ќе работат на обновливи извори на енергија. Во моментов има огромен бум во изградба на фотоволтаици, што е добро. Тоа го се овозможи со измена на законските акти, на подзаконските акти. Така да постои желба за инвестиција, потребно е само да се создадат услови да можат тие инвеститори да ги изградат тие електрични централи. Тука не гледам пречка некоја поголема, освен она што го кажа пред малку, дека притисокот од некои невладени организации или пак од некои институции во државата кои што навреме не одговараат на барањата за издавање на согласностите. Инаку тарифите, бидејќи обновливите извори на електрична енергија се неатрактивни економски и доколку немаат некоја повластена тарифа за откуп на електричната енергија, тогаш не ќе може ни еден приватен инвеститор да ги гради, не ќе може, ќе биде во загуба. И во тој случај ќе треба да ги гради државата, затоа државите не само Република Република Северна Македонија, туку сите држави во цел свет вршат како да кажам финансиска помош даваат или има повластена тарифа за производството на електрична енергија, за да може да се изградат и инвеститорите барем ако нема добивка да бидат на некоја позитивна нула. За жал, поради лошите климатски услови последните неколку години, сите инвеститори кои што имаат изградено нови извори на енергија пред се кои што ја користат водата, се во загуби. Да се надеваме дека се подобрат климатските услови, дека барем ќе може да се ги покрие трошоците. А кои се тие институции кои што прават пречки? Ја не реков дека прават пречки, ја реков дека треба само да ги поштуваат роковите за одговори. Сите министерства, значи се неќам да именувам конкретни министерства, веќе не може да зборувам со факти или со предмети, но сите министерства кои што влијаат, сите институции кои што влијаат, треба ги дадат согласностите, треба ги даваат само на време. Значи тоа беше прво Министерство за економија, сега Министерство за животна средина, националните паркови, јавните предпријатија, Министерство за земјоделие и така натаму. Ја не верувам дека имаме пречка од нив, туку верувам дека треба само навремен одговор на нашите барања. Ако некој има проблеми во документацијата, навреме да ни кажат кај се проблемите, да се коригира документацијата, да се ревидираат одново проектите, да се направат нови проекти, технички решенија со нови измени, само за да продолжат да се градат новите извори на електрична енергија, електрични централи. Значи, пак ќе кажам дека Македонија во регионот не сме на последно место, туку на балкона ќе кажам дека имаме споредбено со другите држави изградено и солиден број на електрични централи од обновливи извори на енергија, но кога ќе споредиме со Западна Европа, од Словенија нагоре тргнеме, ќе видиме дека бројот на нашите обновливи извори на енергија од електрични централи е многу мал и треба што побрзо да го поддржиме нивната изградба. Го спомнавте Чебрен. Чебрен е од големо значење за државата, меѓутоа знаеме дека е бескрајна приказна, многу тендери, многу пропаднати. Сега имаме еден нов модел, јавно-приватно партнерство, објавени се заинтересираните страни кои што би можеле да ја изградат Чебрен. Како гледате на овој модел? Реалност, може ли да конечно да биде изградена Чебрен како таква и како гледате дека сега има тука влог и државата, но и приватниот инвеститор? Така, значи, Чебрен е проект кој што се води од државно ниво, ние сме нели окупација на нови извори на енергија, каде што спаѓаат и големите компании, но за жал државната компанија не е член на окупација, туку само приватните инвеститори. Така да ја лично немам многу информација, но што слушам по медиумите, а тоа е дека е објавен тендер, дека е во некоја завршна фаза и се надевам дека ќе заврши успешно, да се имаше многу неуспешни обиди, се надевам дека конечно ќе заврши успешно и ќе се изгради
тој енергетски објект, кој што кажав дека би требало да биде меѓу 300 и 450 мегавати инсталирана мощност. И повторно ќе потврдам дека сите електрични централи кои што работат од обновливи извори енергија, никој чебрен, добро е во државата да се направат, ја мислам мора да се направат, сам дека е добро и треба ние сите заеднички да ги поддржиме и да допринесеме да ги направиме што повеќе. Дали имате други прашања? Доколку немате други прашања, претпоставувам дека тука е крајот на денешната пресконференција. Ви благодарам и се гледаме во следна прилика. Благодарам. Ви благодарам. Случајно сте